Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Подпишан договор за заем од 10 милиони евра за набавка на нови автобуси. Граѓаните може да аплицираат за субвенции за печки на пелети. Во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин почна изградбата на полигонот за тренинг на електромонтери и електротехничари. Ке се прошируваат капацитетите на две училишта во општина Ѓорче Петров. Почна обештетувањето на осигурениците од вториот столб. До крајот на годинава или најдоцна до почетокот на наредната година се очекува низ скопските улици да се појават новите еколошки автобуси, за кои што денеска беше подпишан договор за заем од 10 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Станува збор за 35 нископодни зглобни и моноавтобуси на компримиран газ, кои треба да ги намалат емисиите на јаглерод диоксид за најмалку 15%. Во проектот со сопствени средства во износ од 1,8 милиони евра учествува и јавното сообраќајно предпријатие. На подпишувањето на договорот присуствуваа министерот за финансии Драган Тевдовски, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, директорот на ЈСП Кристијан Чушков и заменик директорот на Европската банка Лин О'Брајан. Според проценките на првиот човек на град Скопје, со оваа набавка на автобуси целосно ќе се замени застарениот возен парк на ЈСП. Како што веќе реков, станува збор за нископодни, зглобни и моноавтобуси. Нашата определба е дека 2/3 од возилата ќе бидат зглобни, а 1/3 ќе бидат нормални автобуси. Одлуката овие автобуси да бидат такви ја втемеливме на тоа што веќе мислам дека е познато. Во текот на минатата година извршивме пробни, односно тест возења на различни типови на автобуси од различни производители. По основ на податоците кои што ги добивме како град, ја донесовме оваа одлука за ваков тип на набавка и за ваков вид на возила, бидејќи овие тестирања покажа дека овие возила се и еколошки, и енергетски ефикасни, и економски сериозно многу исплатливи, така што истите готово и да не го загадуваат воздухот, односно загадуваат само 10% од она што сега дизел моторите во јавното сообраќајно предпријатие го прават. Поред директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков, предноста на новите екоавтобуси не е само во намалувањето на загадувањето на воздухот и поголемиот капацитет за превоз на патници, туку и во можноста да се стават два апарати за валидација, а со тоа и пократко задржување на постојките. Ги уверувам граѓаните дека новите автобуси ќе им овозможат побрз и пофункционален јавен превоз, а значително со новите возила ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на воздухот. На улиците ќе се вратат зглобните автобуси кои имаат капацитет да превезуваат речиси двојно повеќе патници од двокатните, овозможуваат побрз проток на патници низ возилото, што влијае на скратување на времето потребно за задржување на постојките, што ќе овозможи изголемување на фреквенцијата на возила. Во новите автобуси ќе има можности за валидација на најмалку 2 места во возилото. Сето ова автоматски на граѓаните ќе има возможност побрзо да стасуваат до крајните дестинации. Министерот за финансии нагласи дека заемот од 10 милиони евра е со рок на отплата од 10 години и грејс период од 3 години. Средствата за овој проект се доделени под исклучително поволни услови. Тоа се каматна стапка Еурибор плюс 1%, рок на отплата од 10 години со грејс период од 3 години. И исто така морам да напомнам дека до сегашното портфолио на ЕБРД во земјата изнесува 1,8 милиарда евра за 113 проекти и тој многу кажува, доволно говори за партнерскиот однос кој што ЕБРД го има кон нашата земја. Заменик директорот на Европската банка за обнова и развој за општинска и еколошка инфраструктура Лин О'Брајан потенцираше дека со заемот ќе се подобри и модернизира работењето на автобусите, ќе се зајакне јавниот транспорт во Скопје и ќе се подобри квалитетот на воздухот.
Екипите на зимската служба на град Скопје интензивно работи на терен за расчистување на снегот. Главните улици и булевари се исчистени, а денеска се работи на отстранување на мразот од тротоарите. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена и паркови и зеленило на терен со механизација и рачно го чистат снегот од тротоарите, додека екипите на водовод и канализација работат на чистење на сливниците. Град Скопје потсетува дека во надлежност на градот се булеварите и одредени градски улици, а преостанатите улици се во надлежност на општините и тие се задолжени за нивно чистење и одржување. Од град Скопје апелираат до граѓаните, куќните совети и сопствениците на деловни објекти да се придржуваат до законската обврска за чистење на снегот од приодите до нивните објекти. Што се однесува до општинските улици, и таму се работи на терен. Според информациите добиени од општина Ѓорче Петров, зимската служба согласно временските услови веднаш пристапи кон расчистување на снегот со цел да не останат одсечени планинските села. Од општината информира дека во текот на викендот интензивно се работеше на расчистување на сите општински улици, а денеска екипите работат на расчистување на мразот и снегот од тротоарите, приодите до училиштата, детските градинки како и пред амбулантата. Од општина Бутел соопштија дека екипите интензивно работат на расчистување на улиците. Расчистени се сите главни сообраќајници, а денеска се работи на расчистување на споредните улици и тротоари. Проводни се патиштата до Љубанци, Љуботен и Радишани, а автобусите редовно сообраќаат. Според информациите од општината, во текот на викендот фрлени се 1500 килограми сол. Досега расчистени се улиците Хошимин, Петер Маџунков, Галичник, Коле Канински, како и улицата Призренска, а понатаму се продолжува со расчистување на останатите споредни улици. Од општина Газибаба информира дека во текот на викендот екипите за одржување на зимски услови на општина Газибаба беа на терен и ги расчистуваа улиците од снегот. Улиците во сите населени места кои се во надлежност на општината се исчистени и проодни, а службите на градот Скопје ги исчистија и булеварите. Денеска службите на јавното комунално предпријатие Газибаба заедно со градското комунално предпријатие ги чистеа од снег пешачките патеки, како и приодите до училиштата, градинките и амбулантите. Од општина Газибаба апелираат до граѓаните возилата да ги паркираат настрана од коловозите, како би овозможиле на службите лесен проток низ улиците. Од општина Илинден информираат дека сите патишта се проодни, интензивно се работи на расчистување на тротоарите и пешачките патеки. За време на викендот фрлено е 50 тони сол и 50 тони ризла, а интервенирано е со специјалното возило за зимско одржување на улиците и со уште 3 градежни машини за расчистување на снегот. И од општина Киселаво да информира дека е извршено целосно расчистување на снегот и мразот од улиците, тротоарите, автобуските постојки и пристапните патеки до основните училишта и градинките. Општината досега фрли околу 60 тони сол, а доколку во периодот што следува има нови снежни врнежи, локалната самоуправа подготвена е да се справи со истите. Воздухот во Скопје од вчера повторно со високи концентрации на PM10 честички, а според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, во текот на ноќта достигнале и над 300 микрограми на метар кубен. Во центар концентрациите почнале да се зголемуваат од вчера утрото, кога биле измерени 58 микрограми на метар кубен, за во 23 часот да достигнат 376 микрограми, од кога почнуваат да се намалуваат, но и натаму се далеку над дозволените. Според мерењето до 12 часот во центар концентрациите на PM10 честичките се 182 микрограми на метар кубен. Во Карпош се движеле од 60 до 321 микрограми. Според мерењето до 12 часот концентрациите на PM10 се 196 микрограми на метар кубен. Кај ректоратот најзагадено било синоќа од 20 до 2 часот пополноќ, кога концентрациите
концентрациите биле над 300, достигнувајќи до 388 микрограми. Денеска се измерени концентрации на PM10 частичките од 194 микрограми. Во Бутел, според мерењата, исто така во текот на ноќта било најзагадено, но концентрациите достигнале до 190 микрограми. Денеска се измерени 120 микрограми на метар кубен. Според светското рангирање, Скопје денеска се најде на врвот од листата со 216 PM10 честички на метар кубен, а веднаш зад нас е Пакистан и Индија, Кина, Бангладеш, Казахстан, Косово и Непал. Според законските прописи, мерки се активираат кога во 2 последователни денови има среднодневни концентрации над 200 микрограми. Во случај кога има загадување над дозволеното, но под 200 микрограми, на сила се само препораките за користење јавен превоз, возење повеќе лица во едно возило или да не се користи возило без поголема потреба, да не се користи за затоплување прегреано отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или било кој друг синтетички материјал. Правилно користење на печките на дрва, ограничено движење и активности на отворен простор на најранливата популација, како и земање на витамини. Граѓаните на Скопје може да аплицираат за субвенции за печки на пелети на огласот кој градот Скопје го распиша минатата недела. Јавниот повеќе трае до 30 ноември 2019 година или до исцрпување на предвидените средства од буџетот на град Скопје за оваа намена. Како што соопшти од град Скопје, повикот ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Со цел да ги стимулира граѓаните да користат почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, печки со повисока енергетска ефикасност и пониски емисии на воздухот. Од град Скопје информираат дека на граѓаните што имаат купено печки на пелети од 7 јануари до денот на завршување на повикот, градот ќе им надомести дел од трошоците за набавка на печката во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. Шест нови заболени од морбили се примени во текот на викендот на клиниката за инфективни болести, а уште тројца амбулантски се прегледани, со јасна клиничка слика на морбили. Од клиниката информираат дека ова е бран на ново заболени, пошто очекуваат бројката да се зголемува. Најчести компликации од морбилите се белодробните воспаленија. Може да бидат толку сериозни што некои од пациентите ќе треба да имаат потреба од апарати за дишење. Во моментов на клиниката за инфективни болести има вкупно 24 пациенти со морбили. Од Министерството за здравство информираат дека вакцинирани се вкупно 4345 деца со МРП вакцини. За да се спречи ширењето на епидемијата на морбили во Скопје, во сите универзитетски клиники донесена одлука за ограничување на посета на пациентите, односно да се забрани посета на пациенти кои лежат на клиниките се до крајот на траењето на епидемијата. Од Министерството за здравство апелираат до родителите да ги почитуваат препораките. На трите пунктови во поликлиниките Јане Сандански, Битпазар и Ѓорче Петров има дежурни лекари секој работен ден од 19:30 до 7:30 часот, а за викендите се на располагање 24 часа во текот на денот. Во работните денови, родителите треба децата прво да ги однесат на матичен лекар. Апелираат до сите родители кои ќе забележат или ќе се посомневаат на првите знаци на болеста, висока температура, децата прво да ги однесат на овие три пунктови. Министерството за здравство ја потсетува јавноста дека се уште е на сила наредбата дека децата кои се невакцинирани нема да бидат примени во детските градинки, со цел да се спречи ширењето на епидемијата прогласена во Скопје. Денеска во просториите на општина Аеродром беше спроведена крводарителна акција во соработка со Црвен крст на Република Македонија. Кон акцијата се приклучија околу 40 граѓани, од кои дел се вработени во општината, како и многу хумани граѓани. До сега веќе имавме
четворица првократни дарители. Исклучително е моментот што денес имавме многу жени и секако млади луѓе. Дарувањето е привилегија на здравиот. Ние сите се согласуваме дека тоа е апсолутниот момент кој што здравиот човек може да го прави во потполно здравје. Дарувајте крв, спасувајте животи. Тоа е добро не само за вашето здравје, туку добро за со еднократно дарување може да се спашат 2 до 3 животи. Така што апелот е младите генерации, постарите работни генерации кои што се уште даруваат крв, значи да продолжат да даруваат, а младите да се пуштат во дарување крв. Тоа е една доблесна и благородна работа која што сите ние треба да ја правиме. Хуманите граѓани кои денеска даруваа крв ги поддржуваат ваквите хуманитарни акции и велат дека ќе продолжат и понатаму да ја даруваат скапоцената течност за да спасат живот. Да, редовно дарувам крв, ова ми е 30-то дарување и ќе продолжам, докторката ми кажа дека до 65 може. Уште 5 години, значи. Што најмногу ве мотивира да се појавувате на ваквите хуманитарни крводарителни акции? Па да ви кажам, тоа станува веќе навика и дека дали даруваш крв за да спасиш некој живот. И тоа више ние, јас во ОКТА работев 32 години и таму редовно дарувавме крв и тоа више ми стана навика, така да више не размислувам. Имате ли еден апел до останатите? Па дарувајте што повеќе крв, спасувајте животи, тоа е најблагодарна работа. По мене. Па, ова ми е 4-ти пат. Што најмногу ве мотивира? Па најмногу ме мотивира хуманата компонента на дарувањето на крв. Еве за оние кои што никогаш не дарувале, дали е страшно? Па не е страшно уопште, поготово ги повикам тие што имаат ретка крвна група да дадат крв почесто. Сега прв пат. Керка ми е дека стален крводарител, но сега сакам јас да видам прв пат, да. Значи дека таа ве мотивираше? Точно така, и гледам дека денес требаше да дојде, ја нема, а јас сакам да ја заменам. Општина Аеродром ги поддржува ваквите акции на хумани луѓе и крводарители во дарување крв и спасување нечий живот, па апелираат до граѓаните постојано и несебично да ја даруваат скапоцената течност што спасува многу животи. Агенцијата за супервизија на капиталното финансиско пензиско осигурување денеска соопшти дека ќе ги информира членовите во пензискиот систем за нивната распределба во сопствените пензиски фондови и за средствата што ќе им бидат пренесени на нивните индивидуални сметки, вклучувајќи го и надоместокот за ненавремената исплата. МАПАС ја известува по широката јавност дека потполно ја поддржува иницијативата на Министерството за труд и социјална политика и во рамките на своите надлежности ќе соработува во надлежните институции заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови, се наведува во соопштението. Викендот на пресконференција министерката за труд и социјална политика Мила Царовска обелодени дека на 12.000 осигуреници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување кои се во двостолниот пензиски систем повеќе години не им биле префрлени средства во вториот столб. Во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, ЕВН во соработка со градот Скопје го означи почетокот на градбата на полигонот за тренинг на електромонтери и електротехничари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека полигонот ќе им помогне на учениците наместо практичната настава да ја изведуваат надвор од училиштето во разни компании, тоа да го направат овде. Исто така, преку овој проект на учениците им се овозможува да се здобијат со стручност и компетенции, преку кои ќе им се отвори можност да се вработат во ЕВН откако ќе го завршат школувањето. Овој полигон кој што ќе овозможи непречен развој на кадар на електричари, енергетичари на енергетски системи. Наша заложба, моја заложба е ваков тип на едукација во средните училишта во Скопје да стане пракса, бидејќи
На овој начин овозможуваме децата непосредно по завршувањето на своето образование на високо ниво на образованост и на едукација да можат да бидат присутни на пазарот на трудот и зошто да не, да бидат вработени и во Евана, да бидат вработени во некоја друга енергетска компанија. Моја заложба, наша заложба е да на децата им овозможиме квалитетно образование, на пазарот на трудот да бидат високо вреднувани и конечно својата иднина да ја бараат овде во Македонија, а не по европските земји. Шилегов се заблагодари на Евана Македонија која го почна овој проект и го надградува секоја година. Град Скопје ќе продолжи да поддржува вакви проекти со кои младите жители на Скопје ќе можат успешно да работат на својот личен и професионален развој, додаде Шилегов. Председателот на управниот одбор на Евана Македонија Штефан Петер нагласи дека со ова учениците ќе можат да научат нешто што ќе можат да го користат понатаму во животот, а училиштето Михајло Пупин тоа го прави различно од било кое друго средно училиште. Петер објасни дека системот се состои од 3 нивоа. Во првото ниво ќе треба учениците да ја научат теоријата за безбедноста при работа. Во второто ниво е кога треба практично да ги научат работите и токму затоа се прави овој полигон, и третото ниво е излегувањето на терен на вистинската работа со монтерите на Евана, кои со нивната подготвеност може да бидат и добри ментори на терен на овие деца. And after these 3 stages, а базирано на ново искуство кое го имаме и од Австрија, каде што веќе да кажам обучивме 10.000 студенти на овој начин и после од кога ќе завршат еден ваков образовен процес, тие ќе се работат во Евана или во било која друга енергетска компанија и ќе добијат патуште од првиот ден по завршувањето на училиштето. А со тоа отвораме можност на овие деца да останат во земјата и да најдат работа што ќе ги одржи тука и да просперираат, односно заедно да придонесат кон земја. Директорот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин Димитар Георгиев рече дека овој полигон ќе им овозможи на учениците да имаат поквалитетна практична настава, ќе излезат на терен и ќе работат како во реални услови за работа. Георгиев додаде дека радува фактот што од година во година се зголемува интересот за оваа професија. Интересот е се поголем. Оваа година, во прва година се запишани 21 ученик, додека во втора година има 2 класа, тоа се негде околу 34 ученика, со тоа што се надеваме дека со добра промоција на училиштето, со огромна поддршка како што ја добиваме од страна на Министерството на градот Скопје, на компанијата Евана, се надеваме дека ова учебна, односно наредната 19-20 година ќе запишеме 3 паралелки во овој профил. Министерот за образование Арбен Адеми рече дека Министерството се залага за што повеќе да се применува концептот на дуално образование. Тој концепт, како што додаде, започна со имплементација токму со компанијата Евана и е во насока да има кадар кој ќе ги задоволи потребите на пазарот на трудот. Со цел подобрување на образовната инфраструктура, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски одржа работен состанок со заменик министерот за образование Петар Арсовски. Од општината Ѓорче Петров информираат дека во капиталните инвестиции на Министерството за образование во програмата за изградба и реконструкција е предвидено да се прошират постојните капацитети на 2 основни училишта, и тоа во основното училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски во Хром е предвидена изградба на 5 училници и 3 канцеларии, додека во основното училиште Тихомир Милушевски во Ново село е предвидено проширување за дополнителни 3 училници. Со проширувањето и добивањето повеќе простории во основното училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски се создаваат услови ова училиште во кое сега настава се следи до 6-то оделение да стане 9-толетка, додека пак проширувањето на капацитетите во основното училиште Тихомир Милушевски во Ново село за дополнителни 3 училници се планира да се изведе по вертикала. Според општина Ѓорче Петров, градежните работи треба да финишираат кон крајот на годината.
Проектот преку кој се ангажираат лични и образовни асистенти за учениците со посебни образовни потреби од основните училишта во општина Аеродром во изминативе 6 месеци даде позитивни резултати, покажала полугодишната евалуација на сите вклучени субјекти во проектот. До сега се ангажирани 8 образовни и 7 лични асистенти, што работат во основните училишта со деца со посебни образовни потреби, а се очекува проектот да продолжи и следната учебна година, со цел да се опфатат поголем број ученици на кои им е потребна ваква помош. Носител на овој проект, како што информираат од општината, е UNDP во соработка со општина Аеродром и Агенцијата за вработување на Република Македонија, како дел од програмата за општо корисна работа. Граѓаните кои го користат јавниот автобуски превоз од јуни ќе можат преку смарт апликација по електронски пат да ги надополнуваат картичките Скопска за возење во градските автобуси. Ова го истакна директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков на подпишувањето на договорот за заем на новите автобуси. Тој додаде дека ЈСП од април планира да ги промовира и картичките за едно возење. Граѓаните во моментов картичките Скопска може да ги надополнуваат само во билетарите на ЈСП и во трафики и продавници низ Скопје. Директорот Чушков рече дека со пристигнувањето на новите автобуси, граѓаните ќе имаат повеќе поволности и бенефити, освен што ќе превезуваат поголем број патници. Во новите автобуси ќе има и валидатори за картичките на најмалку 2 места во возилото, за разлика од сегашните автобуси кои имаат валидатор само на предната врата. Кредитот за задолжување на набавка на нови автобуси е доказ за нашите напори и заложби за подигнување на квалитетот на јавниот превоз во Скопје, кои за жал секојдневно опаѓа поради актуелните состојби со возниот парк кои генерално го сочинуваат нефункционални, лесно расипливи и тешко за одржавање кинески автобуси. Во новите автобуси ќе има можности за валидација на најмалку 2 места во возилото. Според директорот ќе биде извршена и надградба на системот за електронска локација на возилата, а со тоа ќе се овозможи попрецизно информирање на граѓаните. Граѓаните ќе знаат на која локација се наоѓа автобусот кој го чекаат и како се движи, и ќе можат полесно да си го планираат патувањето. ЈСП вчера подпиша договор за кредит од 10 милиони евра за купување нови еколошки автобуси на газ, нископодни и единечни, со кои ќе се намалат трошоците за гориво и резервни делови, а парите ќе се искористат за инвестирање и унапредување на јавниот автобуски превоз во Скопје. Обнова на детското игралиште во Козле, новиот сквер меѓу Тафталиџи и Нерези, како и новите корпи за отпад во Карпош 1 и Карпош 3, се активностите на општина Карпош за кои над 60% од жителите на оваа општина се изјасниле позитивно на анкетата што ја спровела агенцијата Рейтинг. На репрезентативен примерок од 1000 граѓани, постари од 18 години, жители на општината, повеќе од 55% од граѓаните се изјасниле дека имаат доверба во локалната самоуправа, а пак повеќе од половина од жителите се задоволни од досега сработеното од страна на општината и градоначалникот Стефан Богоев. Жителите биле анкетирани за повеќе области од надлежност на локалната самоуправа, при што 54% од граѓаните се изјасниле дека се задоволни од управувањето со основните училишта, 59% од одржувањето на улиците и инфраструктурата и 55% се задоволни од развивање на културата и грижата за зеленилото во општината. Високи 77% од граѓаните се задоволни од комуникацијата на општината преку имејл, односно преку социјалните мрежи. Анкетата го мери и задоволството на граѓаните од реализираните проекти во изминатата година. Анкетата има за цел да ги одреди приоритетите на граѓаните во однос на проектите и активностите на локалната самоуправа. Трансферот за обештетување на осигураниците, чии средства не биле префрлани во вториот пензионски столб, почнува од денеска, а првата исплата ќе опфати 4926 осигуреници. Како што информираше министерката Мила Царовска, покрај првата исплата на овие осигуреници, задолжителното префрлување согласно новата законска регулатива на 11319 членови од вторите друштва кон првите веќе тече. Двата трансфера треба да завршат до крајот на месецов. Царовска викендот обелудени дека на 12.000 осигуреници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се во двостолпниот пензиски систем,
Повеќе години не им биле префрлани средства во вториот столб, пошто вчера Министерството за труд и социјална политика достави кривична пријава против непознат сторител до основното јавно обвинителство. Покрај пријавата доставени се и сите документи од анализата на пензискиот систем, со која се откриени неправилностите при распределбата на средствата. Фондот на пензиско инвалидско осигурување пак вчера преку соопштение наведе причини поради кои, како што вели, не се распределени осигурениците во вториот пензиски фонд. Според анализите, најголем број нераспределени осигуреници се осигуреници на кои приемот во осигурување не им е во период од 2003 до 2007 година, а не од 2009 и 2010. Ненавремената распределба на осигурениците, велат од фондот, исто така се должи и на честите и брзи законски измени, што предизвикаа дестабилизација на процедурата за зачленување и распределба, како што бил случајот со измените на законот со кои договорите за дело се воспоставија како основ за прием во осигурување, како и измените на законот со кои се предвиде ослободување од плаќање на придонесите за определен период и определени осигуреници. Од вкупниот број на околу 12.000 нераспределени осигуреници, за повеќе од 4.000 осигуреници воопшто нема уплата на придонес од страна на работодавачите. За нив е евидентиран само прием во осигурување и за нив нема последици во однос на сметката во вториот столб, бидејќи немало уплати на придонес. Мора да се потенцира дека сите нераспределени осигуреници во вториот столб се евидентирани како осигуреници членови само на првиот столб и нивните уплати на придонесот се користени за потребите на фондот, како што се користи и придонесот кај останатите осигуреници, кои според законската регулатива се членови само на првиот столб, информираа од фондот за ПИОМ. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС вели дека ќе ги информира членовите во пензискиот систем за нивната распределба во соодветните пензиски фондови и за средствата што ќе им бидат пренесени на нивните индивидуални сметки, вклучувајќи го и надоместокот за ненавремената исплата. Во рамки на проектот "Вклучи се за промена" е отворен повик за учество на тимови од средните училишта од Скопје, кои ќе спроведат иницијатива за општествена промена, користејќи ги знаењата и вештините стекнати во образовниот процес. За да може да се аплицира, треба да се креира тим во рамки на училиштето, составен од 10 ученици, кои ќе се јават како спроведувачи на иницијативата и еден наставник, кој ќе има улога на капитен на тимот. Потоа треба да се детектира проблем во заедницата, кој сакате да го надминете со ваша иницијатива, користејќи ги знаењата и вештините кои ги имате стекнато. Поставете цели и осмислете активности кои сакате да ги спроведете, а со кои би се надминал детектираниот проблем. Се ова треба да се опише во апликацијска форма и да се испрати најдоцна до 10 февруари оваа година. Трите училишта кои ќе бидат избрани ќе учествуваат во проектот преку учество на обука за капитени на тимови, учество на обука за лидери на тимови, учество на обука за промоција и видливост на иницијативата, за собирање средства од бизнис заедницата за помош при имплементација на иницијативата, спроведување на иницијатива во период од 4 месеци и учество во надпревар за најдобро спроведена иницијатива. Едно училиште може да учествува на повеќе од со еден тим, односно со една апликација поддржана од училишното раководство. Придобивките за учениците од учеството во проектот се личен развој, стекнување вештини, развој на свесност за средината во која живеат, зајакнување на личната и општествена одговорност, професионален развој и придобивки за училиштата. Проектот "Вклучи се за промена" се спроведува од страна на Сдруженијето Лидери за едукација, активизам и развој со поддршка од Агенцијата за млади и спорт на Македонија. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.